Дали некогаш си помислил што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Може би сакаш да возиш камион и да патуваш стотици километри низ земјата. Или да си медицинска сестра, да се грижиш за болни или повредени луѓе, или пак оператор на компјутер во канцеларија. Дали некогаш си мечтаел да бидеш фудбалер и да играш за твојот омилен тим? Дали повеќе би сакал да бидеш земјоделец кој го вози својот трактор или поштар кој разнесува пратки секое утро? Веројатно, се уште не си решил. Тешко е да решиш што да работиш во животот, нели? И јас мислам дека ти можеби ќе се премислуваш многу пати пред конечно да го донесеш тоа многу важно решение. Ова е вистинит расказ за едно девојче кое точно знаело што сака да работи во животот, уште додека било многу мало. Тоа девојче се викало Лили и се родило во Дарли, мало село во Јоркшир, Англија, во далечната 1904 година. Кога се родила Лили, лекарот мислел дека е мртва, но таа преживеала и пораснала во здраво дете. Семејството било многу сиромашно, зашто татко и заработувал малку пари од неговата работа. Превезувал пченка за местниот воденичар. Условите за живење дома биле тешки, зашто веќе имала две поголеми сестри, а и новороденче кое требало да се храни и облекува. Лили имала 18 месеци кога мајка ѝ се разболела и требало да оди в болница. По еден месец во семејството се родило машко дете, што значи имало 4 деца за кои родителите требало да се грижат. За жал, мајката на децата не се вратила дома, па така Лили, нејзиниот брат и сестрите пораснале без некогаш вистински да ја запознаат нивната мајка. Повеќе години децата биле одгледувани од повеќе домакинки. Иако тие се грижеле да ги нахранат децата и да ги научат добро да се однесуваат, децата никогаш не почувствувале вистинска мајчинска љубов. Еден ден, во училиште, децата учеле да пеат една црковна песна, Таму на Голгота. Може би и ти ја знаеш. Учителката сигурно била верна жена, зашто таа им го објаснила значењето на зборовите. Во песната се зборувало дека Господ Исус е единствениот кој можел да ја земе казната за нашиот грев, зашто тој бил совршен Божји син. Во неа, исто така, се кажувало дека единствениот начин да можеме да одиме на небото е да поверуваме во тоа што Исус го направил за нас на крстот. Иако Лили имала само 5 години, нејзиното срце било трогнато од помислата дека некој ја љубел толку многу и со солзи што ѝ течеле по лицето, таа поверувала дека Исус умрел за неа и го прифатила за свој спасител. Дали веруваш дека Исус умрел за тебе? Во Библијата пишува дека нема ниту еден праведен, ниту еден. Што значи дека сите ние сме грешници. Сите ние сме правеле работи што му се неугодни на Бог. Работи, како што се кажување невистини, дрскост кон родителите или учителите на училиште, слушање или кажување непристојни работи, лажење или крадење. Исус ја зел казната за сите гревови во твојот живот кога умрел на крстот. Ако навистина жалиш за сите лоши работи што си ги направил, зошто не му се заблагодариш на Господ Исус што умрел за тебе и не побараш од Него да го земе твојот грев и да стане твој спасител? Кога се уште била мала, Лили слушнала една мисионерка од Индија која раскажувала за некои момчиња и девојчиња во Индија и Африка. Момчиња и девојчиња со кафена или црна кожа кои никогаш немале слушнато за Господ Исус и за тоа како тој можел да го земе нивниот грев. Додека Лили внимателно слушала, Бог му зборувал на нејзиното младо срце и таа знаела дека од тој ден натаму тој сака таа да стане мисионерка. Затоа Лили никогаш не се премислила за тоа што сака да работи кога ќе порасне, зашто Бог барал од неа да го направи тоа. Лили била многу возбудена и кога се вратила дома му кажала на татко ѝ, брати и на сестрите дека таа ќе биде мисионерка. Тие мислеле дека тоа е само шега. Таа идеја им била многу смешна.
Лили била толку навредена од таквиот однос, што решила никогаш никому да не му кажува за тоа долго време. Но таа никогаш не се премислила. Знаела дека еден ден ќе поучува црни момчиња и девојчиња за љубовта на Господ Исус. Ако веруваш во Господ Исус како твој спасител, дали ќе го прифатиш неговиот план за твојот живот и ќе му веруваш дека ќе те води да го правиш тоа што тој сака да го правиш? Божјата замисла може да биде многу различна од тоа што ти си го помислувал, но тој знае како најдобро можеш да му служиш. Не е секогаш лесно да го правиме тоа што Бог го бара од нас. Понекогаш други момчиња и девојчиња ќе ти се смеат, бидејќи ја читаш Библијата, или затоа што одиш во неделно училиште и в црква, или затоа што не се смееш на непристојни шеги што ги кажуваат тие. Да се биде верен христијанин може да биде тешко, но запамети, Господ Исус ќе ти помогне да стоиш цврсто со Него. Лили многу размислувала за нејзината желба да биде мисионерка. И нема да ти се верува што направила. Нејзина обврска била секоја вечер да донесе дрва и јаглен за да го запали огнот утредента. Кога ќе влезела во шупата да земе јаглен, ќе ги поредела парчињата јаглен во низа и замислувала дека се црни момчиња и девојчиња. Тогаш, иако многу малку знаела за Господ Исус, таа ги поучувала за се што знаела. Дека Исус умрел за да ги спаси. За време на летото, таа одела во градината меѓу плодородните грмушки и капините. Таму таа ги замислувала боровинките и капините како домородци и вежбала како да им кажува за Господ Исус. Таа им го кажувала тоа што го слушнала во песната, како тие можат да отидат на небото, ако поверуваат во Исус како во нивни спасител. Момчиња и девојчиња кои сте верници, дали некогаш сте му кажале на некого за вашиот спасител? Може би, како и Лили, не знаеш многу за Божјото Слово, Библијата, но, ако знаеш дека Господ Исус те спасил од твојот грев и дека ти си на пат кон небото, можеш да им кажеш на твоите другари дека си верник. Може би ќе можеш да им дадеш по една мала брошура што објаснува што направил Исус за нив. Или можеш да ги одведеш со тебе во неделното училиште или во клубот на добрата вест. Кога почнала Првата светска војна, Лили имала само 10 години. Нејзиниот татко требало да отиде да работи во фабрика, па Лили била испратена да живее со тетка и на фарма, каде што требало да работи многу напорно. Дали би ти се допаднало да стануваш секое утро во 4:30 часот? Тоа требало да го прави Лили. Таа требало да помогне во хранењето на добитокот, молзењето на кравите, да ја постави масата, да подготви појадок, да го запали огнот и многу други домашни работи. Замисли да ги правиш сите овие работи пред да заминеш на училиште. Најпосле, еден сосед му напишал писмо на татко ѝ, советувајќи го да ја земе Лили оттаму, зашто таму и било многу тешко. Лили била испратена на друга фарма, поблизу до нејзините сестри. И таму таа требало напорно да работи. Чистела, перела, правела путер и помагала на фармата, но таму кон неја се однесувале како да е член на семејството. Од 12 годишна возраст, Лили не можела да продолжи да оди на училиште и ги минувала деновите на село, каде имало доволно храна и многу свеж воздух за едно активно девојче. За сето тоа време, таа никогаш не заборавила дека Бог сака таа да биде мисионерка. Всушност, таа зборувала за тоа толку многу, што на жената на фармата издодеало, па му напишала писмо на татко ѝ, барајќи од него да ѝ каже да не зборува за тоа. Зашто зборуваш ти? Што ти е тебе најважно? Телевизорот, фудбалот, игрите на компјутер? Ако му припаѓаш на Господ Исус, тој треба да ти биде најважната личност за твојот живот. Ако тој е тоа, ти ќе сакаш да зборуваш со другите за твојот спасител, иако, може би, некои нема да сакаат да слушаат. Господ ќе ти помогне и ќе ти даде радост во срцето додека зборуваш за него. Еден ден, кога имала 13 години, Лили оценила дека е време да направи нешто за таа да стане мисионерка.
Во неделите таа одела в црква, а во неделното училиште слушнала за Лондонското мисионерско друштво, па таа испратила писмо до мисијата во кое напишала: Почитуван Господине, имам 13 години и сакам да бидам мисионерка. Што треба да направам? Кога требало да ја напише адресата на пликот до Лондонското мисионерско друштво, леле, таа ја заборавила адресата. Се прашувам што би направил ти? Погоди што направила Лили. Таа измислила адреса и го испратила писмото за Лондон. И, за големо чудо, таа добила одговор, но внатре пишувало: ти си многу малечка за да бидеш мисионерка. На Лили и соопштиле дека таа може да се моли за мисионерите и да собира пари за нив. Па така, секоја недела, Лили ги посетувала фармите со кутија за собирање пари, што мисионерското друштво ја испратило за собирање ситни пари. Кога завршила војната, Лили имала 14 години. Заминала од фармата и се вратила во нејзиното семејство, но не во истата куќа. Во тоа време, татко и најмил фарма и земја за да ја обработува сам. Нешто што од секогаш сакал да го работи. Но, ако животот дотогаш бил тежок, тогаш станал уште потежок, зашто заедно со фармата, татко и купил 2 млечни крави. Лили и сестра ѝ повторно требало да стануваат многу рано, за да ги молзат кравите, да го соверат млекото и да го разнесат со велосипед, носејќи по една голема канта млеко на двете страни на рачките на велосипедот. Потоа се враќале назад и полнеле кантите повторно и го правеле истото. По тоа време немало ниту шишиња, ниту картонски кутии за млеко, па затоа во секоја куќа млекото требало да биде претурено со црпалка во садови што биле оставани надвор. Тие требало да го прават тоа секоја утро и секоја вечер. Тоа било многу тежок живот. Најпосле, татко и господинот Хардкасл успеал да купи мал конј, пони и двоколка, па тоа малку им го олеснило разнесувањето на млекото. Понекогаш конјот ќе побегнал и Лили ја имала тешката задача да се обиде да го фати. И тебе понекогаш животот можеби ќе ти биде тежок, па и ти ќе треба да се соочуваш со тешки состојби. Бог можеби те подготвува тебе, исто како што ја подготвувал Лили, за работата што тој ја има за тебе во твојот живот во иднина. Побарај од него да ти помогне да ги научиш лекциите со кои тој сака да те поучи за тешките времиња и да те подготви додека си се уште млад, за да можеш да му служиш. Освен сета работа со млекото, имало уште многу работи што требало да се извршуваат во куќата. Готвење, чистење, перење и сите други домашни работи. По тоа време немало современи машини за перење, ниту шпорети. Може би мислиш дека оваа работа е повеќе од доволна за секого. Но не и за Лили. Таа имала други идеи. Лили никогаш не пропуштала да оди в црква. Иако тоа значало да станува секоја недела во 4 часот наутро и да го разнесува млекото пред да оди на богослужба, но таа чувствувала дека треба да направи нешто повеќе. И не поминало долго време, таа почнала да проповеда на отворено. Заимувала кутија на која се качувала и оттаму им проповедала на луѓето кои се собирале околу неа. Лили не знаела многу за Божјото Слово и не секогаш разбирала зашто проповеда, но набрзо таа требала да научи многу повеќе. Тогаш таа оценила дека треба да учи за да стане проповедник, па почнала да посетува црковни богослужби насекаде каде што се одржувале во околината, што значело дека треба да станува во 3:30 часот, да ја заврши прво работата, пред да замине со нејзиниот велосипед да проповеда. Потоа таа требало бргу да се врати дома, да го разнесе млекото и повторно да оди на друга богослужба. И се уште, длабоко во нејзиното срце, горела желбата да му служи на Бог во Африка. Кога имала 18 години, Лили почувствувала дека е време да напише писмо до друго мисионерско друштво, па таа го направила тоа и им кажала за нејзината желба да биде мисионерка. Тие ја одговориле, прашувајќи ја дали завршила некаква обука за медицинска сестра, учителка или можеби за канцелариски работник. Но се што Лили можела да каже било: јас сум лекарка. О, ние ќе немаме полза од тебе, ја одговориле тие.
Треба да имаш добро образование. Лили многу се обесхрабрила, но Бог го познавал срцето на Лили и тој ги средувал работите за неа. Една од другарките на Лили била слугинка во куќата каде што Лили разнесувала млеко. Таа била верна христијанка и еден ден кога плаќала за млекото, Лили и кажала дека сака да биде мисионерка. Нејзината другарка и дала една мала брошура за Чарлс Стад, мисионер со срце за мисија во Африка. Треба да се пријавиш кај нив, рекла таа. Лили ја прочитала брошурата и била воодушевена што тоа мисионерско друштво не бара само луѓе со добро образование, туку и такви кои го љубат Господ Исус со сето срце. Лили веднаш и напишала писмо на госпоѓата Стад, но ја одговориле дека таа е многу млада. Таа требало да оди на обука 2 години, но не можела да се запише во коледжот за обука се додека не наполни 20 години. Таа обука чинила многу пари, но Лили научила да му верува на Бог, тој да ги задоволи сите нејзини потреби и да го чека неговото време за да го направи следниот чекор. Тешко е да бидеш трпелив, нели? Понекогаш Бог не остава да чекаме известно време и ние се прашуваме дали тој прави нешто. Но тој го прави тоа за да не провери, да види дали ние навистина сакаме да го направиме тоа што тој го сака и да го чекаме неговото време. Лили знаела дека треба да ја проучува Библијата, а госпоѓата Стад ја советувала да посетува часови по француски јазик, да учи музика, стенографија и пишување на машина. Дали таа ќе има време да го направи сето тоа? Што мислиш? Кога таа го правила тоа? Да, навечер. Всушност, понекогаш таа останувала будна цела ноќ, со само една свеќа како светилка. Колку ли било студено само во зима. Но Лили била толку задлабочена во учењето, што никогаш не почувствувала студенило и кога сестра ѝ изгледало како да се буди, таа ја гаснела свеќата, додека не се уверила дека сестра ѝ заспала. Потоа повторно ја палела свеќата, што горела до 4 часот наутро, кога било време за станување. Сето тоа учење вредело. Лили ги положила испитите и ја добила дипломата. Најпосле, останале само уште 3 недели пред Лили да замине во мисионерскиот коледж за обука и таа знаела дека треба да му каже на татко ѝ. Лили се молела Бог да ѝ помогне да го направи тоа, зашто знаела дека тој нема да биде задоволен поради тоа нејзино решение. Што ќе биде со разнесувањето млеко? Рекол тој кога слушнал дека Лили заминува. Па, немој да очекуваш помош од мене. Лили знаела дека тоа не му се допаѓа, но исто така знаела дека Бог сака таа да оди. Таа повторно требало да му верува на Бог дека ќе ги задоволи нејзините потреби и тој не ја изневерил. Да заштеди доволно пари за сметките за една година и утрото кога требало да замине, нејзината сестра ѝ дала доволно пари за патните трошоци до Лондон. Така, Лили заминала од дома и почнала да учи во коледжот за обука. Додека таа била таму, Бог ја помагал да научи многу лекции за него. До тој миг, таа имала голема доверба во себе и го чувствувала тоа, зашто завршила многу курсеви и имала доволно знаење да биде мисионерка. Но Бог ја поучувал дека таа треба целосно да се предаде во неговите раце и да му дозволи тој да го преземе секој дел од нејзиниот живот. Лили ја научила таа лекција и сакала да му дозволи на Бог да ја преземе целосната контрола. Ако сакаме работите да ги правиме на свој начин и мислиме дека самите можеме да ги средиме, ќе направиме многу голема грешка. Исус им кажал на неговите ученици и тој ти кажува и тебе, ако му припаѓаш нему. Без мене не можете да направите ништо. Да, тоа е точно, ништо. Ништо што би било полезно за Бог. Само кога ќе му дозволиме на Бог да ја има целосната контрола и ќе му дозволиме да работи преку нас, ние ќе можеме да живееме за него и да му служиме. Кога Лили се вратила дома по завршувањето на првата година, била многу охрабрена кога татко ѝ дал пари за нејзините сметки и за трошоците за патување со воз за следната година. Да, Бог може да ги смени тешките ситуации на прекрасен начин.
Лили набрзо ја завршила обуката и повторно се пријавила да оди во Африка. Овој пат, таа била испратена на медицински преглед. Не можеш да одиш во Африка. Не си доволно здрава, и рекле таму. Била одбиена. Тоа било големо разочарување за неа. Имала проширен мускул на срцето. Сите години на многу напорна работа како дете биле причина за нарушеното здравје. Срцето на Лили се скршило. Таа многу плачела. Сигурно Бог нема да дозволи да й се случи тоа неизе сега. Најпосле, самиот Бог бил тој што ја повикал да биде мисионерка. Господјата Стад предложила Лили да работи в болница 6 месеци. И ако може да го издржи тоа, тогаш тие ќе сметаат дека таа е доволно здрава да работи како мисионерка во Африка. Но само по 10-дневна работа во болницата, Лили се разболела од сипаници. Но Бог ја исцелил и покажал дека тој никогаш не прави грешки. Зашто додека таа работела во болницата, 75 момчиња и некои медицински сестри се спасиле. Бог имал замисла за неа и таму. Бог ја учел да му верува во се. Лили пак се пријавила да оди во Африка и, да, повторно била одбиена поради незината болест. Што би направил ти во тој случај? Ќе се откажеш? Или ќе го направиш тоа што го направила Лили? Таа му се помолила на Господ. Испрати ми пари за да можам сама да отидам во Африка, се молела таа. Што мислите? Кој бил одговорот? Некој по пошта ја испратил подарок од 50 фунти. Тие пари во тоа време вределе многу. Нели Бог е чудесен? Тоа е истиот Бог кој те љуби денес и се грижи за твоите потреби. Кога Господ Исус е твој спасител, ти можеш да отидеш кај Бог во секое време и да побараш од Него работи што знаеш дека се по Негова волја. Господјата Стад тогаш сватила дека Бог ја повикал Лили да биде мисионерка во Африка и најпосле таа била примена да работи со таа мисија, која тогаш се нарекувала Мисија за целиот свет. Патувајќи кон Африка, Лили го учела јазикот на тамошните жители и по 5 недели, кога тие пристигнале во Конго, Лили и незините пријатели и мисионери можеле нешто да разбираат на тој јазик. Првиот месец, Лили и другите мисионери престојувале во Ибамби, каде што живеел Чарлс Стад, основачот на мисијата. Тие зборувале за Божјата работа во Конго и се молеле заедно, дозволувајќи му на Бог да ги подготви за работата што требало да ја извршуваат. Една од првите работи што ја биле дадени на Лили била да отиде во мисионерската станица во Аџока и да поучува момчиња. Имало 80 момчиња. Представи си само, 80 момчиња. Каква задача и дал Бог? Но Лили знаела дека тој ќе ја даде сила за работата и таа почнала да работи во училиште, каде ги учела децата да читаат. 80 момчиња би биле тежок товар и проблем за секого, а тие момчиња навистина биле проблематични. Всушност, тие биле зли и правеле секакви лоши работи. Дозволувале сатаната да ги управува нивните животи. Момчиња и девојчиња кои не сте спасени, вие сте под контрола на сатаната. Тој сака да правите секакви лоши работи и ви носи лоши мисли во главата. Сака да не ве пушти на небото, ако може. Единствениот начин да го совладаш искушението е да бидеш на страната на Господ Исус и тој ќе ти помогне да му се протиставиш на сатаната. На чија страна си ти? Ти веќе знаеш што правела Лили кога и било тешко. Таа разговарала со Господ за тоа. Бог во Неговото Слово, Библијата, вели: Не плаши се, јас сум со тебе. Јас ќе ти дадам сила и ќе ти помогнам. Бог исто така вели: Повикај ме и јас ќе ти одговорам. Додека се молела, Господ и покажал што сакал таа да прави. Лили им кажала на момчињата дека знае за нивните пороци и за тоа дека тие само се преправаат дека се верници кога пеат и се молат секое утро. Таа им кажала дека ќе замине во селата да ги поучува нивните семејства за Господ Исус. Можете да се решите додека сум одсутна. Ако не сакате да останете, тогаш одете си дома, им рекла таа. Лили била одсутна 3 недели
и кога се вратила, на момчињата им било многу жал. Ако навистина сакате да го следите Господ Исус, им рекла Лили, ќе имаме молитвен состанок секоја среда наутро. Секоја среда, таа се будела во 3 часот и поминувала по 1 час насаму со Бог, молејќи се за момчињата, едно по едно. Првото утро, само 3 момчиња дошле на молитвениот состанок. Тие седнале околу огнот и се молеле за секое момче по име. Го правеле тоа секое утро и едно по едно, и другите момчиња почнале да им се придружуваат. Па сите, освен едно од момчињата, го прифатиле Господ Исус за нивни спасител. Може би и ти се молиш за пријатели или за други членови на твоето семејство, за и тие да поверуваат во Господ Исус како нивни спасител. Не откажувај се. Во Библијата пишува дека Бог не сака никој да загине, туку сите да дојдат до покаяние. Тоа значи на вистина да им биде жал за нивните гревови. Можеш да бидеш сигурен дека таква молитва му е по волја на Бог. Можам речиси да те слушнам како ме прашуваш. Што се случило со момчето кое не го прифатило Господ Исус? Тоа момче веќе и кажало на Лили дека не сака да знае за Бог. Тоа доаѓало во училиштето само поради тоа што неговиот наставник го терал да доаѓа да учи да чита. Те мразам, и рекла на Лили. Го мразам и твојот Бог. Лили не се откажала. Таа постојано се молела за него. Повторно Бог одговорил на молитвата и тоа момче исто така било спасено. И не само тоа, неговиот живот целосно се изменил. Тоа се одвратило од неговите лоши патишта и израснало во многу добар христијански проповедник, кој им кажувал на другите за неговиот спасител. Бог не само што спасува, туку тој ги прави грешниците нови созданија. Дали со твојот живот си му угоден на Господ Исус? Тој може да ти помогне да се откажеш од лошите навики што можат да го уништат твојот христијански живот. Побарај од него да те направи по негова волја. Додека била во Африка, во животот на Лили се случило нешто прекрасно. Таа се запознала со еден мисионер по име Чарли Серли. Тие се заљубиле и Чарли ја побарал неа за жена. Што мислиш? Што направила Лили? Таа се помолила и го прашала Бог дали е тоа правилната работа што треба да ја направи. И Бог и го потврдил тоа. Лили на денот на венчавањето била толку преморена, што заспала и рчела при проповедта. Како што растеш, така е потребно во животот да донесуваш многу важни решенија. Ако стапиш во брак, важно е тоа да биде со вистинската личност. Бог ги предупредува верните христијани дека тие не смеат да стапуваат во брак со некој кој не е спасен. Зошто? Зашто оној кој не му припаѓа на Господ Исус, не сака со животот да му угоди на Бог. Еден од проблемите со кои се соочувале Лили и Чарли биле магиосниците. Кога некој ќе се разболел, магиосникот за болеста го обвинувал некој од момчињата или девојчињата во селото. Тој играл наоколу и потоа застанувал пред некој дете или девојче и велел дека тоа е опфатено од ѓаволот и треба да замине од селото, зашто тоа е виновно за болеста. Колку ужасна работа се случувала. Во една пригода, едно момче било изнесено од селото и било натерано да јаде риби и да пие вода, сето дека не почнало да повраќа. Но магиосникот рекол дека сепак тој не може да го најде ѓаволот. Потоа момчето било донесено кај Лили и Чарли од еден христијанин во селото. Бидејќи целите нозе му биле покриени со болви, на кутрото момче требало нозете да му бидат обвиени и тоа кривело 2 до 3 години. Косата му била полна со вошки, па затоа му ја изстрижале косата за да може да ја лекува со масло од палма. Едно друго детенце по име Гага имало страшно искуство. Неговата баба сакала Гага и неговото другарче да ги почести со нешто, но била многу сиромашна, па немала со што да ги почести. Затоа, додека жените биле излезени да ги плеват нивите, а мажите биле на лов, баба му на Гага пребарувала во празните колеби. Во едно од нив видела нешто вкусно, добро и сушена риба. Можеш ли да претпоставиш што направила таа? Таа ја зела рибата и момчињата добро се нагостиле.
Бог вели дека крадењето е греф и ние никогаш не треба да крадеме поради која било причина. Дали некогаш си зел и си зачувал нешто што не е твое? Може би тоа нешто е многу мало, но неговата големина не е важна. Бог вели, не кради. Ако си украл пред да поверуваш, треба да отидеш кај човекот од кого си украл нешто, да му го вратиш тоа што си му го украл или да му понудиш да му го платиш. Се разбира, кога соседката се вратила дома, видела дека рибата ја нема. Не било потребно многу да мисли која е зел рибата, зашто баба му на Гага била единствената жена која останала во селото, па таа смислила како да ја се одмазди. Соседката чекала поволна можност за одмазда. Еден ден, додека сите биле надвор од селото, жената набрала зрна од црн пипер и ги сомлела во прав. Сигурно знаеш каков е црниот пипер. Многу е лут и пече. Потоа соседката направила една многу лоша работа. Таа го фатила Гага, ставила од пиперот на парчет каенина, каенината му ја врзала врз очите и го оставила Гага да лежи сам во шумата. Кога мажите се вратиле во селото, тие испратиле луѓе да го бараат Гага. Не било тешко да го најдат, зашто тој врискал од болка. Татко му ја пресекал од каенината, но било предоцна. Очите на кутриот Гага биле толку многу оштетени од лутиот црн пипер, што никогаш повеќе не можел да гледа. Колку ужасна работа направила таа жена. Татко му го одвел Гага дома, но по известно време тој умрел, а мајка му се премажила за друг човек, кој не сакал да се грижи за слепото момче. Гага и сестра му биле истерани од дома, па така тие скитале низ селата и питале. Понекогаш биле каменувани. Изгледало дека никој не ги сака. Но некој ги барал и знаел се за нив. Самиот Господ се грижал за нив. Тој се грижи и за тебе. Понекогаш, кога се чувствуваш осамен и мислиш дека никому нема е грижа за тебе, запамети. Исус се грижи. Тој се грижи за тебе. Така пишува во Библијата. Тој се грижи за секоја подробност во твојот живот и нема тешкотија што е премала или преголема за него. Бог ги водел Гага и сестра му до едно село, каде што еден христијанин ги прибрал и се грижал за нив. Еден ден ги одел кај Чарли и Лили. Гага набрзо се вселил таму и кога Чарли и Лили му кажале колку Господ Исус го љуби, тој му го предал својот живот на Господ Исус и станал силен мал христијанин. Бидејќи бил слеп, не можел да чита, па затоа учел напамет многу поглави од Библијата и научил да свири на устна хармоника. Кога пораснал, Бог го исползувал да им кажува на луѓето за Господ Исус. Давид, големиот цар на Израел, напишал: Твојот збор го скрив во моето срце, за да не сгрешам против тебе. Тој зборувал за Божјото Слово и тој знаел дека, ако го учи и го чува во своето срце, тоа ќе го зачува да не греши против Бог. Дали го читаш Божјото Слово, Библијата, и го учиш напамет? Тоа ќе го измени твојот живот. И кога ќе се искушуван да направиш нешто лошо, Светиот Дух ќе му зборува на твоето срце и ќе ти ја покаже вистинската работа што треба да ја направиш. Чарли и Лили се соочиле со многу тешкотии додека му служеле на Господ во Африка. Нивното прво бебе се родило мртво, но потоа Бог ги благословил со две ќерки, Лили и Мери. Лили во Африка работела веќе 8 години и таа и Чарли често биле болни. Сигурно се сеќаваш дека срцето на Лили било многу слабо и таа веќе не можела долго да пешачи без тешкотии. Чарли направил едно многу необично возило за неа, за да може да ги посетува и да работи во околните места. Возилото било направено од едно велосипедско тркало, зашто патеките биле премногу стрмни за да има две тркала, и момчиња го туркале возилото. Здравјето на Лили и Чарли било нарушено и кревко, така што мисионерското друштво оценило дека тие треба да се вратат дома. Лили била тажна. Не сакала да замине од Африка и да се раздели со луѓето кои ги сакала, но верувала дека тоа е Божја волја за нив во тоа време. Лили многу плачела и било многу тешко што треба да замине. Понекогаш не сваќаме што прави Бог и тогаш треба да му веруваме повеќе.
Може би си имал несреќен случај што се случил не по твоја вина, или некој човек кого си го сакал се разболел или умрел. Ние можеме да се запрашаме зошто Бог дозволува да се случи тоа, но во твојот живот ништо не е случајно, ако го познаваш Господ Исус за свој спасител. Бог има одредена цел кога дозволува да се случат некои лоши и добри работи. Дома, во Англија, животот им бил тежок, зашто семејството Серли имало многу малку пари. Сепак, Бог обезбедил дом за нив во библискиот коледж Свонзи, каде луѓето со големо внимание и љубов се грижеле за нив. Набрзо им се родиле близнаци, Јован и Давид. Лили била советувана од лекарот да работи колку што може помалку, зашто била многу болна. Таа посакувала да се врати во Африка, кај луѓето кои ги сакала и се надевала дека еден ден таа ќе биде доволно здрава да го направи тоа. Чарли почнал да проповеда во една мала црква, но и тој многу се разболел поради нарушената работа на срцето. Тој бил преморен по многу години напорна работа. Луѓето од црквата се прашувале дали ќе може да продолжи да проповеда и побарале од Лили да ги преземе богослужбите. Иако нејзиното здравје тогаш и се подобрило, таа знаела дека Господ треба да й даде подобро здравје за да проповеда и да се болен маж и 4 деца. Лили ревносно се молела и барала Бог да й даде сила. Бог направил нешто особено за Лили. Ја направил доволно силна да може да работи се што требало да работи. На семејството често му недостигале пари, но Бог секогаш го обезбедувал тоа што им било потребно. Еднаш, кога требало да му плати на јагленарот, Лили немала доволно пари да му плати. Имала само 25 пени, а нејзе и била потребна 1 фунта. Кога се молела за тоа, Бог и кажал да му ги даде тие малку пари што ги имала нему, а тој ќе ја зголеми сумата. Лили го послушала и ги ставила парите во мисионерската кутија. Речи си веднаш потоа, некој тропнал на вратата и пред неја стоело едно момче со плик во раката. Мајка ми рече да ти го дадам ова, и рекло момчето на Лили. Таа му се заблагодарила и ја затворила вратата. Кога го отворила пликот, што мислите, колку пари имало внатре? Да, точно, 1 фунта. Бог не прави грешки. Нивниот небесен татко повторно ја задоволил нивната потреба. Тој ја учел Лили да му верува на нов начин. Лили и Чарли сакале да се вратат во Африка, но поради нивното нарушено здравје, мисионерското друштво го одбило барањето. Чарли се откажал од проповедањето во црквата и патувал низ земјата кажувајќи им на христијаните за потребите во Африка. Еднаш кога се вратил дома, имал нешто ново да ја каже на Лили. Мислам дека треба да отвориме дом за децата на мисионерите, рекол тој. Ние би можеле да се грижиме за децата додека нивните родители се во странство. Лили била изненадена. Во тоа време им се родило уште едно бебе и таа сметала дека е доволно зафатена со своите деца. Замисли да треба да се грижиш за многу деца. Колку нечиста облека има за перење, колку садови има за миење, храна за готвење. Никогаш, рекла Лили. Тоа не можам да го работам. Чарли не е рекол на Лили ништо повеќе за тоа, но тој почнал да се моли за неја. Тој го молел Господ да изборува на Лили и да ја покаже што тој сака таа да направи. Еден ден, додека Лили работела во кујната, Господ одеднаш и проговорил во срцето. Зошто мене ми велиш не? Лили одговорила, не ти велам не тебе. Господ ти рекол, да, Лили ми велиш. Побарав од тебе да се грижиш за момчињата и девојчињата, за нивните родители да можат да одат во други земји да ми служат. Но ти ми рече не. Тие се мои деца, па јас ќе ти помогнам. Лили тогаш сватила дека Бог го барал тоа од неја да го направи за него. Таа сватила дека Бог не сакал тие да се вратат во Африка, туку дека тој за нив имал нова работа што ќе ја работат за него. Имало многу работи за молитва и Лили честопати станувала многу рано да се моли. Таа му кажала на Бог дека ќе им биде потребна куќа, доволно голема да се сместат сите деца, и дека тој ќе треба да ја обезбеди куќата и парите за згрижување на децата.
Бог со еден стих во писмото и ветил дека ќе ги води до вистинската куќа. Лили прочитала во книгата Битие, глава 24, стих 27. Господ ме доведе по прав пат во домот. И тој го направил тоа. Бог истовремено му е покажал на Чарли куќата што тој сакал да ја имаат. Таа била убава голема куќа во Шкотска, со големи соби и многу простор, но била полна со еден одред војници. Јаворот, како што го нарекувале местото, бил во лоша состојба, а градината била полна со плевел, но била погодна за тоа за што им била потребна. Чарли прашал колку ќе чини и му кажале дека чини 3100 фунти. Тоа денес не изгледа дека се многу пари, но во 1945 година тоа било голема сума пари. Но Бог не е ограничен во тоа колку може да даде и во текот на 6 недели сите пари биле собрани од многу христијани насекаде во земјата. Војниците од одредот заминале дома и куќата била купена. На 1 април 1945 година тие се вселиле. За неколку дена нивното семејство се зголемило на 35 деца. Тогаш тие требало да му веруваат на Бог да испрати луѓе да им помогнат и да обезбедат мебел, храна, пари и многу други работи. Ним им бил потребен и Светиот Дух, да им даде мудрост да се грижат за сите деца. Тие требало да го водат тој дом над 20 години и во текот на сето тоа време Бог никогаш не ги напуштил. Една од основните работи што им биле потребни на Лили и Чарли бил приборот за јадење, што било тешко да се најде по војната. Тие слушнале дека војската има резерви од многу ефтин прибор за јадење, па Чарли купил ножови, билушки и лажици, по 48 од се. Но немало лажичиња. Никаде не можеле да се најдат лажичиња. Така, наутро децата се молеле со една многу чудна молитва. Господе, те молиме испрати ми лажичиња. По 2 дена, една од цевките на канализацијата била затната и еден човек кој помагал да се извршуваат работите во куќата се обидал да ја одзатне. Го извадил капакот, го исчистил ѓубрето и тогаш извадил лажиче. Потоа уште едно, уште едно и сите ги оставил на земја. Колку лажичиња мислиш дека имало? Имало 48 лажичиња. Господ одговорил на нивната молитва на чудесен начин. Бог на чудата е жив и денес. Тој нема да се изненади од што и да побараме од Него, но секогаш мора да ја бараме Неговата волја за нас. Од каде знаеме кои работи се по Божја волја? Да, така е. Преку читање на Библијата. Бог рекол дека ќе ги задоволи сите наши потреби. Не се што сакаме, туку се што ни е потребно. Можеш да му веруваш дека тој ќе го одржи својот збор ако си му послушен. По една друга пригода, снемало храна за викендот, ниту имало пари да се купи. Чарли им кажал на децата за проблемот и рекол дека додека тие надвор се играат, возрастните ќе се молат Бог да ги задоволи нивните потреби. Децата радосни се играле надвор, воопшто не грижејќи се што снемало храна. Околу 4 часот попладне, по патот минувало пекарско комбе. Тоа саботно попладне, пекарот разнесувал храна и еден глас му рекол да ја однесе сета храна што му останала во јаворот. Тој не бил верник и не разбирал што се случува, но дошол до куќата. Дали сакате леп, колачи и сладки? Прашал тој. Лили му кажала дека тие се молеле цел ден Бог да им испрати храна. Пекарот бил многу изненаден. Тогаш тој почнал да растовара послужавници со храна. Бог повторно одговорил на молитвата и децата никогаш не останале гладни. Конечно, дошло време Чарли и Лили да се пензионираат. Се преселиле во Северен Велс. Но Лили не се откажала да работи за Господ, иако секој ден требало да поминува многу време в кревет поради нарушеното здравје. Таа секоја седмица се молела за околу 800 мисионери и за малата црква каде проповедал Чарли. На почетокот на богослужбите оделе само 8 или 9 луѓе, но по 2 години црквата морало да се прошири за внатре да ги собере сите луѓе. Лили не е веќе меѓу нас.
Во јануари 2003 година, на 98 годишна возраст, таа почина и замина да биде со Господ Исус на небото. Колку многу работи се случиле во нејзиниот живот од кога таа поверувала во Господ Исус. Во текот на многу години, таа живеела за него и му служела и многу момчиња, девојчиња и повозрасни луѓе го примиле Господ Исус за нивни спасител, зашто Лили му била послушна на Бог. Бог сака и тебе да те исползува, но ти мораш прво да се одвратиш од твојот грев и да поверуваш во Господ Исус Христос како твој спасител. Ако си го направил тоа, тогаш предај му се целосно на Бог. Секој ден читај го Неговото Слово и моли се. Зборувај со Господ за се и кажи му ги твоите потреби. Моли се за луѓето кои не го познаваат и за луѓето кои ја раскажуваат радосната вест за Исус Христос. Биди му послушен на Господ во сите работи и благодари му за се што тој направил за тебе. Бог се уште е истиот и ќе го направи за тебе тоа што го направил за Лили и Чарли Серли.